Две големи индиски компании од енергетиката и металната индустрија се заинтересирани да инвестираат во Македонија. Нивниот менеджмент на средбите со владината делегација во Калкута и Ченаи во Индија ги оцени како поволни можностите за водење бизнис во Македонија. Компанијата ОПГ Груп, која се занимава со изградба и работа на електрични и термоцентрали во Индија, е заинтересирана да изгради големи термоцентрали во Македонија. Според финансискиот директор на компанијата, Македонија е атрактивна за инвестирање. На средбата, премиерот Груевски истакнал дека државата го поседува најповолниот даночен пакет и нуди слободни економски зони, како и пристап до 650 милионскиот пазар на Европа. Втората компанија која ги разгледува можностите за отпочнување бизнис во Македонија е БРГ од Калкута, која изработува метални профили и производи за кујна за домаќинства. Компанијата има 15.000 вработени во повеќе своји капацитети низ светот и има капитал проценет на $980 милиони. Од менеджментот на компанијата сметаат дека Македонија има локација која треба да се искористи како порта кон балканскиот и европскиот пазар и источноевропскиот пазар. Премиерот Груевски најави дека разговорите со оваа компанија ќе продолжат и во следниот период. Македонија е на 31-то место од 146 земји кои се рангирани од страна на престижниот финансиски магазин Forbes за водење бизнис. Ова е подобрување за 5 места во однос на 2013 година, кога Македонија беше на 36-то место, и е скок за 6 места во однос на 2012 година. Македонија е највисоко рангирана од сите балкански земји. Девизните резерви на Народната банка на Република Македонија на крајот на 2014 година изнесуваат 2 милијарди 432 милиона и 200 илјади евра, што е за 488,4 милиони евра повеќе од крајот на 2013 година. Секој што вршел испрата на приходи на кои аконтацијата на данокот се плаќа под одбивка, на граѓанинот мора да му издаде збирна пресметка за исплатените приходи, платениот персонален данок и придонеси во 2014 година, најдоцна до 15 јануари 2015 година. Управата за јавни приходи потсетува дека издавањето збирна пресметка е законска обврска на исплатувачот на приходот, врз основа на која граѓанинот, како обврзник за персонален данок, ќе може точно и навремено да ги пријави приходите во годишната даночна пријава. Најголемата опозицијска партија Сириза во Грција, која е главен фаворит на предстојните парламентарни избори, не престанува со обвинувањата на сметка на Нова демократија во врска со името на Република Македонија. Кандидат за пратеник на Сириза во дуел со кандидат за пратеник на Нова демократија вели дека тој има меморија на златна рибка и покажува неприфатлив политички заборав дури и за сериозни прашања. Во изборните префрлања се посочува дека наместо одговорноста да се бара кај Сириза, огнот, како што вели, треба да биде насочен кон политичкиот лидер Самарас, чиј политички авантуризам, како што вели, доведе до сегашниот ќорсокак во кој се наоѓа прашањето за името на Скопје, односно цел свет на ПЈРМ да и се обраќа со Македонија, а Грција се уште за жал денеска моли да биде прифатено сложеното име кое Самарас како министер за надворешни работи го одбил, посочуваат од Сириза. Уште еден кандидат од оваа партија го проза Самарас во врска со прашањето за името. Според него предметот за името би бил затворен уште во 1992 година и тоа во согласност со се она што денеска го бара официјалната грчка политика. Тој нагласи дека Самарас тогаш го торпедирал реалниот компромис со користење на страф и национализам како алатка за лична и политичка придобивка. Но од партијата посочуваат да нема заблуди, дека тие се за заемно прифатливо сложено име и се спротивставуваат на национализмот од каде и да доаѓаат. Цените на нафтата на светските берзи денеска продолжија да се намалуваат. Според аналитичарите кои се пренесуваат во западните медиуми, натамошното поевтинување на црното злато се должи на најавите од Организацијата на државите извознички на нафта дека членките на ОПЕК нема да ја намалат дневната квота на нафтено производство до следната средба планирана за во јуни. Лидерот на Ал-Каеда во Јемен преку видеопорака презеде одговорност за нападот врз францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо и другите два напади. Во нападите извршени минатата недела беа убиени 17 луѓе. Во Франција пак денеска за само 10 минути е распродаден целиот тираж на Шарли Ебдо. Дописниците јавуваат дека во редица пред киосците се чекало од 5 часот наутро. Вообичаено во еден киоск се продавале 3 до 4 примероци неделно, но денеска во речиси сите киосци биле оставени по над 100
броја. На насловната страница е пророкот Мухамед со солза во окото и со надпис Јас сум Шарли, а над цртежот на пророкот како плаче стои надписот Се е простено. Ова е првиот број на сатиричниот неделник по терористичките напади во кои беше десеткувана редакцијата.